Животот во инвалидска количка воопшто не е лесен, а згора на се, уште и да живееш во Тетово е вистински пекол. Ненад Ѓеровски ги сподели секојдневните проблеми со кои се соочува. Непристапни узурпирани тротоари, улици со дупки, огромен сообраќаен метеж и ниска култура и свест, немање соодветен пристап ниту до најважните државни институции. Па најголем проблем е што нема пристапност и во општина, например, во болниците, во државните институции, нема каде да сам да отидам и да завршам работа ако немам барем придружник некој со мене или да најдеме некој што со добра душа, што би рекле ние, да ни помогне. Ги има голем број, не дека ги нема, значи што се свесни и што го гледаат нашиот проблем и сакаат да ни помогнат. И во Тетовското здружение на телесно инвалидизирани лица потврдуваат дека градските власти воопшто не се грижат да им го леснат животот на овие лица, кои заслужуваат да бидат рамноправни и да можат нормално да функционираат. Барем овие новите што се улици што ги репарира, што ги поправа, да има на одредени места спуштен тротоар, чак што више поевтино ги кошта затоа што има помалку една лопата цимент, веројатно, или што е поспуштен тротоарот надолу. Нашата работа е да бараме, да плачеме, да молиме, а нивната е да не излиза во сусрет. Ненад вели дека со овие услови во градот не може да го живее животот што го замислува. За изминативе 16 години откако е во количка, не памети нешто да е направено за телесните инвалиди. Ја како што сакам да живеам, тука не може да биде. Например, сакам пристапност во кафиш да влезам, во кафана да влезам, во кино да влезам, било каде, само да има услови, а тоа кај нас го нема не сега, него наназад многу години. Можем да замислам како им било претходно и на тие што биле пред мене, што биле со повреда или со некој друг телесен инвалидитет. Судбината на Ненад ја делат уште неколку стотици вакви лица, но наместо за нив да се прави и повеќе од што треба, оставени се сами на себе. Нашега велат дека само пред избори се посетувани и со куп ветувања кои тоа ја остануваат.